Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, нека ни е честит великиот празник или ден, чиј карактер е црковен, национален, ден во кој што нашиот православен македонски народ покажа волја да му се открие на свет како посебна ипостас, како посебна личност. Еднаква со сите други големи, славни, познати народи, но исто така различна од нив, подруга од нив, посебна, автономна и автохтона ипостас. И Илинден е денот во кој што току таа волја на еден народ на патот од своето духовно, историско, културно и секако друго зрење го откри, му го покажа на целиот свет. И затоа овој ден е ден во кој што треба силно благодарение на Бога да му внесувам заради полнолетството што го изрази и на крајот краиштата и го постигнавме со благослов Божи. Зошто баш на Илинден се случи тоа големо востание, тој голем отпор на еден малечок православен народ на Балканот против тогаш мокната империја, турската империја. Затоа што, браќи и сестри, не само македонскиот народ на Балканов, туку сите православни народи, во тој дел од историскиот развој на светската култура и цивилизација, не сакаше да знае за друг календар, освен за црковниот календар. Нашиот народ деновите не ги мереше со бројки, туку со имиња на светите. Тој не сакаше да знае датуми, но ги знаеше напамет светите животи на светите граѓани на небесниот град Ерусалим. И затоа Илинден беше денот во кој што требаше да се изрази пред лицето на целиот свет волјата за посебност. Потоа самиот живот на светиот пророк Илија е инспиративен и поттикнува на такви гестови, на такви настани, на такви историски потези. Кој е свети? Најкратка дефиниција на личноста на светиот пророк Илија дал светиот владика Николај Велимирович. Во неговото кратко житие, запишано и објавено во Охридскиот пророк. Значи, во една кратка мисла, на самиот почеток од житието вели дека светиот пророк Илија е боговидец, чудотворец и ревнител во верата. Што значи да се биде боговидец? Да се биде боговидец, најдобро и подобро од сите зборува еден голем германски философ, кој што е основател на така наречениот европски екзистенцијализам во философија, Мартин Хајдегер. Лежејќи на смртна постела и во очекување да се избогува со овој свет, во фаза на длабоки размисли и радикална ревизија на собствениот живот, дошол до следниот заклучок, запишан
во повикот до сите философи на светот да престанат да зборуваат за Бога и да им дозволат на боговиците да зборуваат за Бога. Чи за Бога треба да зборува некој кој што Бога го видел и го познава, некој кој што комуницира со него, кој што го познава најчесто. Светиот пророк Илија е таков човек кој што го познава Бога. Тој го гледа, разговара, има слобода од него да побара се што е потребно за својот народ, а живе во едно ужасно проблематично историски гледано време за еврејскиот избран народ. Имено, за што се работи? Од 12 израелски колена во времето на Свети Илија се подели. Две од нив, Јудиното и Венијаминовото, живееле во Ерусалим и околу Ерусалим, а останатите 10 поколенија еврејски за свој центар ја имале Самарија. Овие што во Ерусалим останале до крај верни на едниот Бог, на Јахве, кој што му се откри на Мојсеја на врвот од Синајската гора. И тоа лично искуство на тој народ со личниот Бог и живиот Бог го чува како светиња на светиња. Другите 10 поколенија сконцентрирани во Самарија, Бог го отстапиле и под влијание на самата нивна царица, која што по потекло била од Сирија и многубошка, и која била мощно влијателна врз својот маж, Ахав, поради што тој се согласил со неа да согради храм, на кој што ќе се принесуваат идолски жртви. Во таква една ситуација се појавува Свети Илија, кој што громовно, авторитетно, длабокоумно, автентично, боговитнички и чудотворно прозборил за едниот Бог. И ги повика отпадниците на покаяние и да си се вратат на верата на своите предци. Но тие не отстапувале, поради што спорот, конфликтот помеѓу двете страни станува се по-жесток, се посилен. Се барале докази кој Бог е вистински, кој е правиот Бог. Жреците подготвувале олтари за принесување крвни жртви. Свети Илија се протива. Требало огнот да се запали така што една од двете страни ќе испроси од Бога огин. Паганите не можеле тоа да го постигнат, молејќи им се на нивните мртви богови, изрезбани во камен, железо и дрво. Свети Илија го започнал својот диалог со Бога и како човек слободник побара од Бога, од небото да пушти оган и да го запали. Да го запали местото на принесување на крвни жртви. И тоа се случило. Тоа е првото чудо што Свети Илија го направи. Второто чудо е тоа што тој испроси од Бога запирање на небото да се нема дожд 3 години и 6 месеци. За тоа време
тој ги посетувал сите верни Богу луѓе. Една од нив е вдовицата од Сарепта Сидонска. Пошол во незиниот дом во време на голема немаштина и глад. И го умножил амбарот со храна, за да ги издржи пред тешките години, и згора на тоа и го воскреснал нејзиното мртво дете. А потоа сириецот Нееман, кој што страда од лепра, исто така го излечил, зашто многу вдовици имало во Израел и многу болни од лепра. Ама само оние до кој што се допрела живата вера, ревносната вера на светиот боговидец Илија, го добиле тоа без што не се може. И така, драги мои, тој громовник од пророк, кој што и така животот свој го заврши, седнат на огнени кочи со огнени коњи. Оставајќи му го својот пророчки плашт на својот ученик Елисеј и го напушти во овој свет, но не како умрен, туку како некој кој што при второто Христово доаѓање заедно со Христа Господа ќе дојде. Сето ова за свети пророк Илија го видел неговиот роден татко Савах, по потекло од Ароновото колено. Што видел татко му Савах во малечкиот Илија, тогаш родениот? Тој видел како ангелите Божи го капат Илија во огнени води и со огнени јазици го дојат. Гледајте, уште на самиот почеток Христос ни го открил или онако како што сега го знаме. Па зар сме можеле, борејќи се со турците и против турците се разбира, да сме имале подобар пример од свети Илија, како народ имајќи го него за пример. Успеавме во Крушево да ја создадеме првата република, иако прекратко траеше, но волјата на овој народ беше изразена јасно и гласно. Аманетот на нашите предци треба да го чува, но не така што својата посебност ќе ја градиме врз омразата кон се она што не сме ние, кон сите околни народи кои што не се тоа што сме ние. Ако ги мразите бугарите, србите, грците, зарем со таа омраза ќе докажете дека сте македонци? Со тоа само ќе покажете дека сте се вратиле во старите пагански времиња и во паганското поимање на нацијата, зашто во таквиот однос кон другите нема ништо христијанско. Ако ви кажат, па ти си велико бугарин, па вие кажете, па да, јас сум велико бугарин. Ти си велико србин, да, јас сум и велико србин. А голем грк, па и голем грк. Зашто ако не сум, и тоа, не можам да бидам македонец. Не можам, разберете. Само во љубовта кон другите ќе се откривам себе си како посебен, подруг и различен од другите. И немојте да дозволувате разни идеологии да ви ги матат умовите, по тоа прашање. Национализмот е кобра египетска во пазувите на црквата.
Од неа треба да се спасиме, да се ослободиме, таа убива, уништува. Љубовта и омразата ништо заедничко нема. Не може да се биде и едното и другото. Или си за едното, или си за другото. Друг избор немате, браќи и сестри. Ајде да покажеме дека сме Христови и нашата посебност, нашата етничка и постас ни доаѓа од Него. И бидејќи од Него ни доаѓа, не му треба да му ја врати. А и во заедница со сите други. Денешна света литургија, браќа и сестри, ни го на најдобар можен начин ги потврди моите зборови. Денеска со мојот многу сакан и почитуван брат во Христа, Константин, кој што е клирик на Бугарската православна црква и свештеник на Бугарската православна црква во Скандинавија, во Норвешка. Го славевме Господа во овој свет ден за нас, заедно, со многу љубов и посветеност. Има меѓу нас, мораме да бидеме искрени, дека неговиот бугарски јазик го смета. Има, да не се крие. Подобро ке беше отецот да пееше на јапонски, тоа ќе му се восхитувавме. Ама штом пее на бугарски, тоа е опасен јазик. Треба да се спасиме од него. Така многу наши националисти размислуваат. А национализмот не се исплати, браќа. Тој убива, не раѓа и не создава. Туку растура, разнебитува. Јас би го повикал отецот ако сака да ви се обрати со некој збор, да видите неговата топла душа, неговата љубов кон сите нас, бидејќи тој е тука дојден на летен одмор и е, колку што знам јас, за сите мои 36 години богослужење во овој манастир, единствениот свештеник кој што го прекинуваше одморот за да му принесе слава на троедниот Господ. За ова кратко време, од 7 дена, отец Константин и јас заедно служиме 3 свети литургии, од кои што едната беше сеночното бдење во четврток. Па да посакате уште многу пати да ни дојде. Амин. Со името на Господа. Аз не сум националист. Аз не сум. Не знаеме што се крива вашето цркве. Ја ма, не сум агент,